Вторник, 13 мај, кратки вести во 12 часот. Пред 10 години на Охридското езеро имаше брод амбуланта. Основната идеја беше да овозможи брз и ефикасен транспорт на повредени до медицинските установи, како и да дава логистика на сите манифестации што ќе се одржуваат на вода. Функционираше 3 години со 8 интервенции и приказната заврши, но идејата да се има ваков брод не згасна. Првиот човек на Охридскиот Црвен крст, Сашо Точков, во изјава за Супер радио потенцира дека Охрид треба да добие брод амбуланта по сите потребни стандарди и опрема и да функционира не само во текот на летото, туку и преку цела година. Открива дека лани аплицирале на ИПА 3 програмата од Европската унија на проект за набавка на нов брод амбуланта, а резултатите ќе се знаат во текот на летото или есента. На Охрид му е неопходен ваков пловен објект, а со сличен апел редовно излегуваат и охридските пожарникари за потребата од брод за санирање пожари во тешко достапни делови на крајбрежјето, до кои може да се стигне само од вода. Охрид Турист, компанијата собственик на хотелот Палас и неколку други угостителски и туристички објекти, го промени составот на управниот одбор со нови 3 члена кои доаѓаат од Тиквеш, односно од М6 групацијата, која е мнозински собственик. Останува да се види дали новото раководство на барање на вториот акционер Екстра Скопско по повеќе од 2 децении неработење на објектот ќе издействува решение за хотелот Палас, кој е прогласен за споменик на културата и како таков ставен под посебна заштита. Во 2016 година имаше најава за негова комплетна реконструкција, но тоа не се случи. Учениците од основното музичко училиште Методи Патче продолжуваат да нижат сериозни успеси. Прва награда за Боријан Николовски и втора за Ана Кузмановска на 4-то издание на меѓународниот надпревар по пијано во Тиват, Црна Гора. Тие покажаа извонредна техничка умешност и музичка чувствителност, а тоа беше препознаено и од страна на стручната комисија. Овие успеси се уште еден показател дека потребно е да се помине исклучително долг пат на кој освен талент треба упорност, љубов, поддршка од зад сцената, знаење, самодоверба и храброст, велат од училиштето. Времето денес променливо облачно со услови за локален дожд, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.